Здраво на сите вас пред малите, големите и мобилните екрани и добре дојдовте на Семос Едукаст. Овде сме за да зборуваме за технологија, образование, нови трендови и дигитална трансформација која што направиле сите овие ликови кои што имаат навистина импресивна позадина. Јас сум овде за да им поставувам прашања за работи кои навистина не ги знам, а тие ќе имаат за задача да ми ги одговорат најдобро што можат. Во следните неколку динови ние ќе разговараме за најновите технологии денес, за кариерната патека која што ја имале токму овие луѓе, како и за кариерната трансформација која што ја направиле. Останете со нас. Првата епизода на Едукаст ја започнуваме со тема од IT индустријата. Днешниот прв гостин денеска е Христијан Шурбески. Здраво, Христијан. Здраво. Како си? Одлично, ти како? Имаш трема? Малце. Ја имам огромно. Пошто се осеќам која лиса во земјата на чудата. Ќе објасниме се, нема дека. Ќе објасниме се? Да. Добро. Ева, за да не утнам, која те најавувам, значи ти си сертифициран Microsoft тренер, Точно. Microsoft DevOps експерт, Site Reliability инженер во Dept и предавач на Microsoft Cloud Developer.net Академијата во Семос Едукација. Точно. Добре. Денеска зборуваме за темата .NET програмирање. И ова е тема за сите оние кои што сакаат професионално да се занимаваат со програмирање и хостирање на веб решенија и да ги усовршат своите вештини во оваа област со цел да добијат малку поголеми можности за градење или унапредување на својата кариера. Ева како за старт да почнеме со тоа што е тоа .NET програмирање и малку да им појасниме на оние кои што се гледаат понатаму токму во оваа индустрија. Значи, со .NET програмирање во нашата академија, сите студенти ќе може да развиваат софтвер од многу различни типови, почнувајќи од видеоигри, обични веб апликации или некои веб апликации кои што служуваат милиони корисници, се до IoT системи и така натаму. Што е битно тука за .NET е дека е open source платформа, значи не ви треба лиценца ни било што дополнително за вие да може да го користите. И исто така е доста битно дека има активно огромно комјунити кој што ви дава како поддршка доколку заглавите на некој проблем. Вие може слободно да го поставите вашиот проблем во тоа Active Community, каде што експертите од целиот свет ќе дојдат да ви помогнат и со тоа што вие го поставувате вашиот проблем, вие го збогатувате комјунитито, каде што потоа тој ваш решен проблем ќе го искористи некој друг понатака. Супер. Во моментов, IT компаниите се повеќе бараат софтверски инженери со познавање на .NET и овој број расте секојдневно, а од друга страна пак се соочуваат со дефицит на луѓе кои што имаат познавање на .NET. Со самото ова, значи има простор за нови потенцијални .NET програмери да се приклучат кон новаа гранка на програмирањето. Ајде малку повеќе за твојата професија. Што работи еден .NET девелопер и која е неговата улога во тимот? Точно. Еден .NET девелопер во тимот е оној во првиот борбен фронт кога се развива некој продукт. Значи, .NET девелопери работат на кодирање, односно на развивање на продуктот или на некоја веб апликација, игра или било што вас да ви текне, некоја ваша идеја која што може да ја преточите во кодот. Тие се доста, како .NET девелопер ќе бидете доста ангажиран и ќе имате многу предизвици и ќе работите на многу интересни проекти со кои што вие ќе се развивате и ќе растете во вашата кариера. Добро. А што точно значи да си сертифициран .NET Cloud Developer? Кај нас, во Семос, освен тоа што ќе ве научиме да кодирате на серверска страна и на клиентска страна, ќе ве спремиме да успешно функционирате и оперирате на клауд. Со тоа што ви се потребни всушност нула признања за да оперирате на клауд, конкретно со Microsoft Azure Cloud. Со тоа вие со нашата академија ќе бидете оспособени да го ставите вашиот код или вашиот производ на
на еден сервис од клауд провайдерот Azure, каде што тој ваш код ќе биде достапен или вашата апликација ќе биде достапна низ целиот свет. И тоа ќе може да го правите самостојно. Нема да имате никаква потреба од знаење од SysOp, администратор и од тие профили доволно е вие да сте девелопер, да знаете да развивате кодот и да може лесно и брзо ефективно да го ставите вашиот код на сервер и да биде достапен на целиот свет. Добро. А зошто да се насочат кон .NET програмирање? Кои се предностите и дали е тешко воопшто тоа да се научи? Па не е тешко да се научи и исто нема ни потреба да имате никакви предзнања за да се аплицирате и да се запишете на .NET Cloud Академијата по SEMOS. Со тоа што ние на нашите курсеви почнуваме од нула. Значи, воопшто не треба да имате никаков страв, ние ќе се погрижиме вие да ве донесеме до тоа ниво каде што ќе може сами самостојно да развивате код и тој код да го ставате на сервер и да, ако имате некој клиент, да може клиентот да работи или ако едноставно сакате да го ставите за слободно да служи за општото добро на човештвото, да биде достапно за сите нас. Од друга страна е исто така доста интересно со тоа што ќе научите многу за клауд и ќе треба да знаете, да ги имате оние презнања што е сервер, како да хостирате код на сервер, ќе научиме нешто и за Docker, подоцна ќе кажам тоа за дополнително за тоа и како да работите во тим. Значи нас ни е цел да ве ставиме сите да бидете тимски играчи со цел да успевате и да растете во вашата кариера. Колку се барани .NET програмирите овде и надвор? Тука и надвор се многу барани .NET програмерите со тоа што Microsoft, .NET платформата и Azure Cloud се продукти и сервиси на Microsoft, а сите знаеме Microsoft знаеме барем еден продукт од Microsoft, тоа е Windows компјутер или порано имаше и Windows телефони, но со оперативен систем некаков чуден, но всушност со тоа што Microsoft е доста време застапен на пазарот и еден од најголемите играчи во IT технологијата, ова .NET технологија, односно .NET фреймворк, кој што припаѓа на Microsoft, ви гарантира дека вие ќе имате и за долго време работа и долго време ќе има таа .NET платформа развивање, надоградување и со тоа вие ќе учите многу нови работи. SEMOS Академијата за .NET Cloud Developer. Ајде малку повеќе околу тоа какви вештини се кријат зад оваа академија и малку повеќе ако може да ни објасниш. Точно. Значи, академијата е составена од 5 курсеви. Почнувајќи од програмирање со HTML, CSS и JavaScript, тука го учиме оние дел програмирање на клиентска страна, каде што всушност тоа на клиентска страна едноставно кога ќе се најавите, кога ќе отворите на веб страна на вашиот браузер, например Google Chrome, ќе напишите facebook.com и тоа што ви излегува вас таа Facebook страната, ние ќе знаеме да и направиме истата со првиот курс програмирање HTML, CSS и JavaScript. Следниот курс е програмирање со C#, тука ќе научиме C#, основни правила и синтакса, концепти, објектно ориентирано програмирање. И потоа навлегуваме во ASP.NET светот. Следниот курс е конкретно посветен на ASP.NET Core, каде што ние всушност ќе развиме тука веб апликација со 3 слоја, фронтенд, бекенд и база. Освен што ќе знаеме да кодираме фронтенд и бекенд, ќе знаеме да менаџираме и креираме база, ќе научиме што се релациони бази, како да ја поврзиме нашиот код со една база и како да ги зачуваме податоците кои што не ги внесуваат клиентите во една база. Сега, следниот курс е всушност оној за Cloud. Тука почнуваме со Fundamentals, Azure Cloud Fundamentals. Тука ќе ги поминеме сите основни единки на еден Cloud, што е како што се виртуелни машини, складишта,
мрежи, сертификати, DNS и така натаму. Исто ќе спомниме за безбедност, ќе видиме дека клауд е безбеден и дека едноставно нема потреба да се грижите дали вашите податоци ќе бидат безбедни или нема да бидат безбедни, некој ќе ги украде. Тоа би се аплицирало на фирми кои што сакаат да преминат од on-premise или од сервери кои што ги чуваат кај нив на клауд. Тука ние ќе им помогнеме да разберат дека клауд е безбеден, дека ги има потребните сертификации и безбедности мерки преземено за вашите податоци да се безбедни. На крај ги учиме, навлегуваме детално во клауд, учиме за веб applications, за виртуелни машини, за виртуелни мрежи, storage, Azure Blob Storage, Azure Files, бази, CosmoDB. Тука ќе видиме CosmoDB дека ги има сите APIs од најпознатите бази кои што ги користат скоро сите девелопери, почнувајќи од Postgre, MongoDB, релациони и така натаму. Исто така ќе спомнем за автентикација и вторизација, дека може да ги користиме Active Directory на Azure, тоа не мора да го имплементирате, вие доволно во вашата апликација, ако имате пример милиони юзери, не мора да се грижите каде да ги зачувате вашите пасворди или дали како да го изменаџирате тој user management. Azure нуди готови сервиси. Единствено вие што треба е да се одлучите кој сервис во зависност од вашиот use case и да го искористите тоа API на тој сервис, да го имплементирате во вашата апликација и да едноставно многу брзо да дојдете до готов производ. Супер. И те прашам, како луѓето точно да проценат дека баш оваа академија е за нив? Кому ти би ја препорачал? Да, значи на луѓе кои што се амбициозни, сакаат да научат многу нови работи, сакаат предизвици, тоа е многу битно, бидејќи во оваа професија имате многу предизвици, се соочувате цело време со некои нови проблеми кои што досега или никој воопшто не ги видел ниту ги решил. Или веќе се решени, па ќе треба да ја прочитате, да истражувате и потоа да го примените тоа на вашето решение. Исто за луѓе кои што сакаат да сменат својата професија, воопшто не е страшно, значи нашите часови се одржуваат после работа, после 5 часот по планна, што всушност ви овозможува вие да си одите на работа и после да дојдете кај нас на курс и ние да ве обучиме со цел вие понатака да имате можност да го смените вашиот кариерен пат. Кој би бил твојот совет за идните .NET Cloud Developers? Супер. Значи, мојот совет за идните .NET Cloud Developers би бил да вложат многу во себе, да се успешни, да се тимски играчи, бидејќи ако не сте тимски играч, нема да успеете, нема да стигнете далеко во вашата кариера. Да учите многу и ние сме тука да ви помогнеме, да ве доведеме до некој ниво, каде што потоа вие сами ќе може да продолжите независно од нас да ја градите вашата кариера. Добро, и последното прашање кое што би имам за денес е зошто да се учи .NET токму во Семос едукација? Бидејќи нашите курсеви се единствени односно нашата Cloud Академија .NET Cloud е единствена во Македонија, кој што сите курсеви се од Microsoft, презентации, материјали, лабораториски вежби, сите тие се официјални од Microsoft, Семос е партнер со Microsoft и ние ви нудиме обука од тренери кои што имале долгогодишно искуство во оваа сфера. И освен тоа, нудиме и доста интересни бонус програми, кои што или дополнителни изучувања во академијата. Прво ќе ги спомнам бонус делот за од делот на техничкиот дел. Тоа би било ќе изучиме 8 овие програмирања и така натаму. Ќе учиме и за Git, конкретно за GitHub, како нашите корисници, односно извинете, како нашите
студенти да го хостираат својот код на GitHub и да работат со тимови тука во Македонија и надвор Македонија. Исто така ќе ги научиме основите на Docker, основен концепт на Docker, како нивната апликација да ја докеризираат и да ја хостираат на некој сервис на клауд, каде што има Docker сервис. Да, така да го кажам. И следно, на крај, кога ќе завршиме цела обука, имате гратис обука за фриленс работење. Ева, Христијан, мене навистина многу ме интересира како изгледа еден ден еден .NET девелопер, пошто мојата глава е дека седите по 20 сата пред компјутер и дека толку крај на светот се случува. Па, да, од страна на луѓе кои што не се IT, кога гледат луѓе кои што работат во IT, како програмери, DevOps, администратори и така натаму, вие и јас како што имам заприметено, ние и кога ќе завршиме со работното време, ако седиме пред компјутер, сите тоа го прецепираат како ништо да работиме, а ние може филм да гледаме. Тоа истото се случува кај мене дома, ако ме видат на лаптоп, а јас може да чепкам било што, дали вести да гледам или филм некој, да читам некоја книга, сите мислат дека јас работам, инаку затоа така, и од таму иди перцепцијата за 20 часа работа. Инаку, во сите фирми, односно во поголемиот дел од фирмите, работното време почнува од 9 до 5, ова е 9 to 5 job, не е работа која што се оди во смени, не е работа која што се оди навечер. Значи си имате едно стандард работно време и скоро, значи во сите фирми е флексибилно. Не познавам фирма која што кажува точно стриктно во 9 часот мора да се на работа. Значи сите се флексибилни, може и покасно да почнете со работа. Исто доколку работите за странска фирма, може да почнувате покасно, примерно 2, ако работите за амерички клиенти и така натаму. А после тоа време го имате цело време слободно за вас. Значи 8 часа работите и потоа има вашето време е слободно и ги одбирате тие активности кои што сакате, дали да се дружите, излегувате, надвор, трчате, вежбате и така натаму. Тоа е сепак ставено на ваш избор. Колку најдолго, ајде признај, колку најдолго ти трае еден работен ден? Најдолго еден работен ден ми траел 12 часа, но тоа се случува ретко. Малце почест. Да. Да, но тоа е чисто до мене. Не е тоа правило дека мора секој да работи по 12 часа. Јас и често работам по 8, но се случува некогаш да заглавам и по 12 часа, но сепак тоа зависи до вас. Значи некогаш јас од моја страна немам као граница, завршувам, затворам лаптопот и си одам. Јас знам да останам и на крајот и да мислат дека гледам филм, пак луѓе ќе рече да ве го работи, така да цело време дури сум на лаптоп, може да земеме дека работа. Дека работиш, да. Бера, што е нешто тебе искрено те привлече за да ти влезеш во оваа IT индустрија? Па најмногу ме привлече тоа што е доста флексибилно со работно време, доста флексибилно со тоа дали сакам да работам од дома на работа, дали сакам хибридно, да менувам дома, офис наизменично. И исто така што може да се работи ремоут. Значи, во оваа професија го имате тој луксус, да, бенефит, каде што не мора да сте приврзани за едно место. Вие може да си го земете лаптопот и да одите, пример, на патување каде што да ви текне една недела Париз, друга недела Берлин и да си работите од смештојот каде што се сместени, а потоа после работно време слободно може да си продолжите со вашиот приватен живот и со забави. Ти работиш во годишен одмор? Работиш сигурно. Во годишен одмор дали работам? Не, кога имам годишен одмор, не работам. Одмараш, да? Пробувам да одмарам и да инсталирам сите апликации од телефонот и да не го отворам лаптопот се додека не се вратам. Ама кога ќе се вратам, тогаш е тоа страшно, онака ми треба еден ден да проверам буквално секој мејл, секоја порака и така. И тие денови после одмор се најстрашни, ама после ден-два тоа се враќа во нормала. Се враќа во нормала.
Добра. Фала ти многу, Кристијан. Заедно на со тебе што. денеска го скршивме ледот на првиот едукаст на Семос. И се надевам и знам дека на луѓето им беше доста интересен овој прв подкаст. Ти благодарам многу. Нема на што. Убав ден. Така Без ова добро, без ова моето добро на крај.